Генералните урбанистички планови или ГУПови се приказ на планските решенија за населените места. Доминантен дел од општините во земјава имаат ГУПови чија формална важност е истечена. Иако законот предвидува плански период од 10 години, во многу општини ГУПот не е сменет и по повеќе од 20 години. Ненавременото ажурирање и изработување нови ГУПови овозможува непланско управување со градежното земјиште, го загрозува јавниот интерес и создава ризик од корупција и злоупотреби. Врз основа на ГУПот пак, потоа со детални урбанистички планови, односно ДУПови, подетално се одредуваат планските решенија за просторот. За разлика од застарените ГУПови, во општините што беа предмет на ова истражување, за 5 години се донесени многу ДУПови и направени се многу нивни измени. Дури 3/4 од измените на ДУПовите се направени по барање на физички или правни лица, што значи дека е воспоставена пракса планската документација да се менува и адаптира според потребите на надворешни субјекти, наспроти иницијативите за измени на ДУПовите од страна на општината, со кои би се предвиделе повеќе проекти за унапредување на јавниот простор. Оваа пракса, според Националната стратегија за спречување на корупцијата, остава простор за злоупотреби. Поврзано со ова, истражувањето во општините открива дека секое трето барање за градба е одбиено или повлечено, што упатува на ризикот дека постапките за издавање одобрение за градење во определени случаи може да бидат неправедно одолговлечени или пак да не е обезбеден воедначен третман на барателите. Ова дотолку повеќе што одделенијата за урбанизам во општините што се предмет на ова истражување се делумно пополнети со кадар и поради тоа кај еден службеник се акумулираат многу предмети. Наведената состојба создава ризик од коруптивно постапување за олеснување на постапката за издавање одобрение за градење. Бројот на барањата за легализација на нелегално изградените објекти доставени во 2018 година е над двојно поголем од сите барања за одобренија за градење доставени во текот на претходните 5 години заедно. Ова говори за последиците од донесувањето така наречен Закон за легализација, со што се загрозуваат принципите на владење на правото и на просторното планирање во земјата. Ова исто така говори и за неефикасноста на инспекцијскиот надзор, со што наместо да бидат урнати, овие објекти чекаат на легализација. Пополнетоста на работните места во организацијските единици за урбанизам просечно изнесува 62%. Во половина општини не е назначен раководител на организацијската единица за урбанизам, што значи дека не е воспоставена целосна и ефикасна контрола. Воедно се зголемува можноста за поголеми влијанија на градоначалниците кои ја добиваат можноста на функцијата да овластат блиски лица. Прочитајте повеќе за наудите и препораките во истражувањето Застарени ГУПови, често менување ДУПови, голем број дивоградби и слаб инспекцијски надзор, кој е објавено на нашата веб страница www.ccc.org.mk. Истражувањето е спроведено од Центарот за граѓански комуникации заедно со 8 здруженија на граѓани на локално ниво, во рамките на проектот Заштита од корупција, што се спроведува со финансиска помош од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје.